Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВК на Удвис. Моја гостинка, а домакинка во ТВК на Удвис е мојата колешка Стојна Митева. Стојна, добро вечер и добре дојде во 15 минути со прв пат тие, нели? Да, добро вечер. Да, добро. 15 минути со на тема многу активности во текот на овој месец кој веќе се заминува, на ова година која веќе се заминува. Се започна овој месец со промоција на еден документарен филм кој се вика Сама осудена или заштитена? Заштитена или осудена? Да. Така. Ајде зборува за овој филм, што беше инспирацијата да се направи овој филм. Инаку во продукција на ТВК на Одвис, ти си авторот на филмот, а снимателот е Кире Пиличев. Повели. Само осудена или пак заштитена е филмот кој што беше започнат да се работи уште минатата година. Дека. Но остана некаде низ фолдерите на телевизиските компјутери со надеж дека ќе дојде време кога ќе биде комплетиран целосно и ќе биде промовиран. Нела Масалковска, координаторката за еднакви можности, беше толку многу инсистираше филмот да се направи и да биде вклучен во 16-та дена активизам за борба против семејното насилство. Почнавме со активности уште во ноември и завршивме со, каже речи, апсолутно сите предвидени активности. Филмот е инспириран од жртвите на семејно насилство кои што почнувајќи од пандемијата па се до последниот момент додека се заврши документарниот филм, заштитата, тргнувајќи од сама осудена или пак заштитена, го најдоа во шелтер центарот за згрижување на жртви на семејно насилство, кој што 2 години работи во Струмица. Практично тоа се жени кои што успеале да излезат од насилната средина и да бидат згрижени и заштитени во шелтер центарот во Струмица, кој што работи исклучиво во интересот на жртвите на семејно насилство и нивните деца, заштитувајќи ги така што не ја заштитуваат само од насилниците, туку и од апсолутно целиот систем, кој што за жал луѓето кои што работат со оваа проблематика знаат дека ние како општество можеби не сме толку спремни да се бориме против овој општествен проблем кој што ни зима се поголем замав. Донесовме одлични законски решенија, имплементиравме Истанбулска конвенција, но некаде нешто затајува. Можеби менталниот склоп на нашето општество не го дозволува за целосна имплементација на заштитата на жртвата на семејно насилство и незиното враќање кон нормалните текови на животот, да не ги забораваме тука и децата кои што паралелно со нивната мајка и тие се жртви на семејно насилство. И филмот беше продукција на едни измешани чувства. Од една страна како новинар, поривот да се направи нешто за да луѓето видат и слушнат што всушност значи осудена да се биде или пак заштитена и од кого да биде заштитена. Од друга страна пак моето лично залагање како психолог во шелтер центарот, познавајќи колку е болен процесот на заштитата на жртвите и ние како професионалци кои што работиме внатре во борбата за заштита на жртвата кон системот. Така. Филмот има како два дела, два сегмента, токму жртвите на семејно насилство зборуваат за своите мајки, за своите за своите проблеми, од друга страна позитивната нишка во тој филм е дека тие сепак имаат каде да се потпрат, тоа е шелтер центарот, нели? Она што, бидејќи јас бев на промоцијата на тој филм, кој се случи во малата сала на Националната установа Центар за култура Антон Панов, имаше енергија на самата промоција, имаше многу народ, каков е фидбекот, какви се реакциите на присутните?
Беше дури и градоначалникот Костин Костадинов. Така. Документарниот филм за борбата на семејното насилство во обштествените кругови е втор поред. Ние претходно како продукција Канал Вис направивме уште еден документарен филм, но тој беше со сосема друг наслов, пак некако со исти нишки, но без заштита на жртвите на семејно насилство, туку беше ставен акцентот кон нивната негрижа од страна на системот на заштита. Реакциите се одлични. Одлични беа реакциите од луѓето кои што го слушнале како семејно насилство. Знаат дека постои во нашата средина, но сега кога ги видоа и бројките и кога ги видоа сведоштвата на жртвите и внатре сите алки кои што ги поврзуваат работите за да жртвата биде заштитена, беа изненадени од тоа како Струмица, како град, како средина, како микрорегион, дека имаме огромен број на жртви на семејно насилство и сметам дека сите ние општествени вчинители, па дури еве и медиумите напред, треба да бидеме тие кои што навистина треба да ја пробудиме свест. Можеби ќе звучи како клише, или се ние нешто пробудуваме свест, но верувајте, жените сакаат да слушнат дека некој има некаде да ги заштити за да се осмелат да ја напуштат насилната средина. Така. Официјална промоција се случи, дали Стојан Митева планира некаква телевизиска промоција, иако и овој муабет е дел од една таква промоција. Така, филмот веќе го има на YouTube каналот. Така. Но официјално промоција телевизиска сметам дека не е направена, дека Ке одите редовно, да кажеме, во некои од емисиите на ТВ каналот Вис. Еве, јас ја земам врската во некои од моите емисии, дали ќе биде тоа недавно поплан или дневна сува, тоа може да се емитува. Филмот не е голем, филмот е 20 минути, така да за брзо време и е гледлив. Така, добро. И самата рече дека промоцијата на овој филм се случи во рамките на она, условно кажемо, манифестација 16 денови активизам против родовото базирано насилство. Што се друго се случи во рамките на тие 16 денови во кои ти беше ангажирана? Па бевме од самиот почеток ги ангажиравме младите волонтери, тоест млади девојки и девојчиња, кои што сметам дека ни се и клучен фактор кога станува збор за борбата против семејното насилство, бидејќи насилството почнува токму од нив, од девојките, па завршува кон жените. Ги вклучивме со тоа што ги пуштивме во Струмица да ги раздадат флаерите, на кои што беа контактите за лицата кои што можат да се обратат жртвите на семејно насилство и да побараат помош од секаков вид, не само од шелтер центарот, туку и од советувалиштето кое што ќе се отвори во општина Струмица, поддржано од Хера, а општина Струмица, еве и ова за прв пат го информираме и јавноста дека општина Струмица стои позади проектот на советувалиштето и ќе продолжи советувалиштето да работи откако Хера ќе го остави целосно за имплементација кон стручниот тим кој што ќе работи во советувалиштето. Девојките делеа флаери, протоколовите панделки кои што се знакот, заштитниот знак за борбата против семејното насилство, се организираше и панел дискусија на која што беше поканет секако и градоначалникот, бидејќи ние во борбата против семејното насилство не можеме да ги исклучиме секако општествените чинители, па дури и општината. Документарниот филм и низа други активности. Така. Добро, да не заборавиме, иако поддршката, покрај тоа што поддршката е имате од општина Струмица се сложи зградата, општинската зграда да биде обоена, нели, да свети во портокалово. Добро, ја оценувате ли ова 2021 година како успешна година во она за кое зборувавме до сега? Ние сме срекни за тоа што од една страна сме срекни, од друга страна сме и загрижени. Од една страна сме срекни за тоа што жртвите се осмелуваат да побараат помош и поддршка. Во изминатата календарска 21 имавме згрижено 18 жртви, од кои половината ни се деца, дојдени со нивните мајки. Да, ама како бројка веќе не згрижува. Како бројка е многу голема бројка за една година тие да живеат во шелтер центар. Колку капацитетот на шелтер центарот
е компатибилен со бројката на жртви на семејно насилство? Ние имаме убав шелтер центар и сме единствени во Македонија каде што можеме да згрижиме одеднаш голема бројка на жртви. Значи, имаме капацитет од 8 легла за мајки и 5 легла за дечиња, што значи дека одговараме на некаква бројка. На некакви стандарди. Ако И дури сме некакви... и надвор од стандардите, бидејќи 250 квадрати простор користиме, кој што сметам дека не е за занемарување простор, каде што жените можат да функционираат безпрекорно. Така. Треба заеднички да посакуваме да нема потреба да постои еден таков шелтер центар, но за жал постои и нека постои понатаму. Се дури има потреба за тоа. 2021 година ја оцени како успешна, што треба да очекуваме во 2022 како плод на вашите активности? Здруженијето Sky Plus работи на полето на семејното насилство. Еве, од работата во заштитата, кога зборуваме за оваа категорија на граѓани, зборуваме дека ќе можеме да понудиме и друг вид на стручна работа кон жртвите на семејно насилство, бидејќи не секоја жртва има загрозување по здравјето и по животот за неа и за незините деца. И токму затоа се отвара советувалиштето, кое што ќе биде ставено на располагање, ќе биде сместено во инкубаторот, односно во новиот дел, каде што општина Струмица го реновираше заедно со бугарската. Ништо беше предаден во употреба, така? Да, во социјалниот центар, едноставно кажано, ќе биде отворено за сите оние кои што имаат потреба од стручна психосоцијална поддршка, тим кој што ќе работи постојано со нив, ќе им биде на располагање буквално преку целиот ден, значи немаме работно време, ќе бидеме на располагање на жртвите онолку време колку што тие сметаат дека им е потребно. Да, секако овде не се соработките со центрите за социјална работа, бидејќи знаеме дека жртвите понекогаш првично ги бараат и нив како поддршка и помош. Што друго да кажам, освен да кажам дека имаме големи планови и амбиции да напредуваме во полето во борбата против семејното насилство. И имам само уште едно прашање, бидејќи чина дека сме тука некаде со времето, нели емисијата се вика 15 минути со. Сопруга, мајка, новинар во ТВ Канал 2, дописи во македонската телевизија, психолог, шелтер центар, активности колку сакаш. 24 часа трае денот и за другите луѓе, но како ти ги распоредуваш? Многу често знам да кажам дека со добра организација се постигнува се. Денот ми почнува утрото 6 часот. И да, спомна дека со мајка и сопруга, значи морам да направам ручек, морам да средам, за до 10 часа да бидам комплетно со сите активности дома, домашни активности. Заминувам во телевизија ВИС, пропратно ја работам, нели паралелно и македонска телевизија, дописништвото. Се враќам и се посветувам на децата, а после тоа сум достапна до наредните 6 часа до утрото на жртвите на семејно насилство. Се издржува ли? Со љубов, да. Да. Значи го правиш тоа со љубов и со задоволство. Стомија ти благодарам за гостувањето во емисијата 15 минути со. Се надам дека ќе имаме и други поводи за вакви разговори. Се најубаво во кариерата, како во телевизиската, како во новинарската, така и во кариерата како психолог и изгрижувачка во шелтер центрот. Ви благодарам. Јас во една прилика кажав дека поддршката од колегите ми е многу значајна и дека без поддршката на колегите апсолутно успесите нема да бидат достигнати. Се согласувам. Ви благодарам. Ти благодарам. Почнувам да гледаше, беше тоа емисијата 15 минути со. До следното издание на оваа емисија. Довидување.